се враќаме во студиото. Жаклина Гештаповска Алексовска, представник на УНФПА, во студиото на Телевизија 24. Јас ќе ви посакам добар ден и ви благодарам што денеска сте дел од Студио 10. Добар ден и благодарам на поканата и тоа што давате медиумски простор на една вака важна тема. Кампањата почна вчера, 16 дена за ставање крај на родово базирано насилство се спроведува секоја година во партнерство со сите агенции на Обединетите нации, Декларацијата на Европската унија во Македонија, мисијата на ОПСЕ, друга меѓународна заедница, владени представници, граѓански организации и многу друго. Околу целта, ке се постигне ли целта за она што го правиме, не се само овие 16 дена, невладиниот сектор и многу организации се обидуваат да стават крај на родовото насилство, меѓутоа некако тешко ни оди. Ке се согласам со вас и на прашањето дали ќе се постигне целта, верувам дека заеднички можеме да ја постигнеме целта и тука не само меѓународните организации, институциите, граѓанскиот сектор, туку секој еден од нас и вие како медиуми кои што ја пренесувате пораката дека насилството не е прифатливо, дека мора да се превенира, дека било какво насилство врз жените и девојчињата и воопшто насилство базирано на тоа на кој пол припаѓаме или родово базирано насилство, дека мора да се спречи, мора да се воспостават не само услуги за оние кои што го преживеале, туку и построга казнена политика за насилниците. Кампањата почна вчера, ова е секоја година се прави ваква кампања, по што може да се издвои оваа кампања од ланската или од претходни кампањи? Така, секоја година има една глобална тема која што во сите држави нели се прилагодува на сопствените локални услови, но оваа година веруваме дека глобалната тема одговара и на потребите на нашето општество, а тоа е поголема свесност од онлайн насилството. Тоа зазема се поголем замав на социјалните медиуми и воопшто насилството овозможено со технологијата, кое што е едно од помалку препознаените видови на насилство и оваа година кампањата сака да фрли светло и на другите видови на насилство, како што е психолошкото, финансиското, односно зависноста на жртвата од насилникот поради тоа што е економски зависна од него, демнењето и другите видови на насилство и насилството во јавниот простор на жените во општествениот живот. Така што верувам дека секоја година даваме придонес кон подобро разбирање на темата, за да може секој еден од нас да реагира, бидејќи често пати велиме насилството е нечија приватна работа, ако се случува на пример во домот. Не се мешаме таму, од типот. Тоа е погрешно. Тоа на вистина треба да го промениме. И тоа како да се замешаме? Да. Секој од нас има одговорност да пријави и има одговорност да даде поддршка на жените кои што се соочуваат со насилство. До 10 декември ќе трае оваа кампања. Годинешното мото е промени ја приказната, стави крај на насилството. Да, така? Веруваме дека има потреба да го промениме начинот на кој што разговараме на оваа тема, размислуваме што е можно да се направи, што е потребно во нашата држава. Каде ќе биде фокусот? Ние почнавме вчера со еден настан на кој што преку една интерактивна представа ги вклучивме младите да размислуваат за тоа што е коренот на насилството, како стереотипите, предрасудите, начинот на кој што се однесуваме во секојдневниот живот можат да резултираат со тоа да таа нееднаква моќ помеѓу мажите и жените резултира со прво навреди, па потоа психолошка некоја уцена и на крај физичко насилство и гледаме дека има и голем број, само оваа година има 5 фемициди на жени кои што и пријавувале дека биле жртва на насилство, но има потреба системот да подобро реагира на ваквите случаи за да се превенираат. Различните форми на родово базирано насилство се препознаваат во земјава, може да се групираат? За жал, можам да кажам дека сепак има форми на насилството кои што се уште не ги препознаваме доволно. И ги набројавме некои од нив, но психолошкото насилство е едно од тие или една
еден начин на тивка, присилба, уцена, тортура. Да, и тоа има голема поврзаност и со положбата на жената и родовата нееднаквост воопшто. Ако земеме дека традиционално имотот се препишува на машките членови на семејството, во овие нови генерации тие работи можеби и се менуваат, но порано и тоа останува така како традиција, жената е се уште во голема мера економски зависна од партнерот, сопругот, семејството, и кога е во таква позиција, таа нема моќ да се спротивстави, односно сето она што ни го кажувале во времето кога сме раснеле како девојчиња или како момчиња, пораките што општеството ги праќа, дека има разлика и дека едните имаат малку поинаква положба во општеството, сето тоа резултира и во случај на насилство. Така што да, има потреба да се зборува поотворено за сите видови на насилство и за едноставно да се промовира еднаквост помеѓу луѓето и во семејствата, но и воопшто во општеството, еднаквост меѓу Која мажите и форма на жените. насилство е најопасна? Не знам дали би можела да издвојам, но таа што е непрепознаена, мислам дека е Таа што најопасна. не може да се реагира на Бидејќи таа. понекогаш ги ставаме работите под тепих или размислуваме за тоа како очекувањата се дека доколку некој се во заедница треба да се одржи бракот, пораката што општеството им ја праќа е бидете заедно поради децата и така натаму, значи некаков вид на нормализирање на состојбите во една заедница, но тука треба да зборуваме и за родово базираното насилство надвор од партнерската заедница, кое што е исто така често. Насилството врз девојчињата на социјалните мрежи, насилството врз сите ранливи категории на жени и девојки, тука се жените од руралните средини, тука се жените ромки, тука се жените и девојките со попреченост, кои што пак има уште дополнителна стигма врз нив во нивната состојба. Така што верувам дека првиот чекор е секогаш препознавање, а потоа и реагирање, заштита, но и превенција. Кои се последиците од насилството по животот на жените, на девојчињата? Да. Како тоа се одразува понатаму? Да, тоа е многу важно што го поставувате како прашање, бидејќи последиците не се индивидуални, тие се општествени. Не се само на една жена, тоа се рефлектира на целото семејство, на заедницата, на децата кои што растат во таа заедница, кои што растат во насилство и често пати и самите се жртви, ако не жртви, барем сведоци. Но жената која што претрпела насилство, за да биде продуктивен член на ова општество и се потребни дополнителни и услуги, и заштита, и психосоцијална поддршка, и ние губиме многу како потенцијал во целокупното општество, како продуктивен потенцијал. И исто времено сликата што ја даваме кон младите, дека е тоа прифатливо, дека казнената политика за сторителите, тука гледаме статистика дека голем број од сторителите добиваат условни казни и тука исто така пораката е дека тоа се случило, може да се прифати и да се продолжи понатаму, но треба еден момент да кажеме стоп, доста. Мораме да Тука треба имаме... да се престане. Да, се согласувам, да. И ако може да се бараат причините за ова насилство, како да се спречи, од каде би се почнало? Верувам дека како... Каде е коренот? Да. Коренот е во патриархалното општество, кое што дава една нееднаквост меѓу мажите и жените во сите сфери на живење. Од домот, семејството, образованието, политиката, јавниот живот, во сите сфери. Жените се помалку застапени на лидерски позиции, на жената општеството и наметнува обврска да биде единствената што ќе се грижи за домот, семејството, децата или повозрастните членови од семејството. И тоа се случува и сега во 2025 е тренд. За жал, да. 75% од домашните работи ги извршуваат жените.
Жените во просек посветуваат дневно 3 пати повеќе време во семејните обврски од мажите. Ова е статистика што Државниот завод за статистика ја има направено и редовно верувам дека се прават тие анализи. И тоа покажува дека всушност жената мора да во тие односи да почне да има рамноправен статус. И мажите и татковците да го превземат товарот на семејните обврски, и државата да има подобри услови и начини на кои што ќе се овозможи ран детски развој, градинки за сите деца и во руралните области, да се овозможи жената да влезе на пазарот на труд, да има и економска независност и да можат тие појави да се на некаков начин изменат. И во однос на прашањето што е коренот и каде треба да се почне, јас верувам дека е особено значено да се почне уште од најрана возраст и во предшколската, и во воспитно-образовните институции и во семејството. Пораките што им ги даваме на девојчињата и на момчињата да не бидат дека се различни, очекувањата од нив, туку дека секој од нив може да го оствари својот потенцијал. Инаку ќе се надополнам и во однос на како родовата нееднаквост е штетна и по мажите, не само по жените. Овој месец, покрај тоа што е месец каде што ги одбележуваме деновите на борба против насилство врз жени, е исто така и месец за машкото здравје. И има потреба да се дестигматизира начинот на кој што мажите се воспитувани да не зборуваат за своето здравје, за своите емоции, да можат и тие да отворено покажуваат и емотивна страна која што значи понекогаш стигматизирана од општеството дека не е мажествена. И од таму пак како резултат произлегуваат статистиките дека најголем број од самоубиствата се мажи. И тоа резултира всушност со долгогодишно собирање во себе, некажување на проблемот, така, истакнување. Така. И само осуда, бидејќи од мажите се очекува во патриархалното општество или средини да придонесува повеќе финансиски во семејството, тој да биде тој кој што ќе се грижи за потребите на семејството. Да има последниот збор. Да, и кога тоа не може да го направи во некаква општествена криза, во невработица, тогаш сам осудата кон самиот себе резултира и во болест и во она што го спомнав. Слабата психа може да резултира и со самоубиство, како што кажавте. Така што родовата еднаквост и еднаквоста меѓу мажите и жените е нешто што ќе допринесе кон подобри, да кажам, услови за самоостварување и на мажите и на жените. Што треба државата да направи? Дали прави доволно и како таа да се стави во прв план со своите политики да ги намали овие негативни ефекти? Така, одговорноста е на институциите и на државата. Имаме ли доволно број на институции и доволно дали работат тие во сузбивање на овој проблем? Нашата држава ја ратификуваше Истанбулската конвенција и ги превзеде обврските кои што таа ги носи, но исто така донесе и закон за заштита на жените од насилство и семено насилство. И постојат институции кои што работат и на превенција и на заштита, но за жал има потреба од подобрување на тие услуги и од подобрување на системот за превенција и заштита. Голем број на меѓународни организации, вклучително и агенциите на Обединетите нации, ги поддржуваат и институциите и граѓанскиот сектор, бидејќи граѓанскиот сектор и женските организации имаат голема улога во целокупниот систем на заштита и превенција. Има потреба и од повеќе да се зборува на темата, да има кампањи на ова, не само за време на 16 дена. Има потреба и од подобрување на условите што ги даваат институциите во однос на психосоцијална поддршка, шелтер центри. Постојат 3 центри за жртви на сексуално насилство, но според критериумите на Истанбулската конвенција потребно е да се направат уште 3 дополнителни во другите региони. Сега во моментот постојат во Скопје, Тетово и Куманово, но има потреба и во другите региони.
Државниот завод за ревизија неодамна направи анализа за тоа докаде сме со постигнување на обврските и ги утврди конкретно недостатоците и слабостите на системот, така што ја имаме мапата, имаме патоказ. Во моментот Министерството за социјална политика, демографија и млади прави стратегија за борба против насилство врз жени и родово базирано насилство и таа исто така ќе ги има и своите активности и верувам дека сме на вистинскиот пат за да ги адресираме проблемите кои што обстојуваат, но потребно е вклучување на повеќе институции, бидејќи ова не е само на Министерството за социјална политика. Што треба да се направи? Кои се точките што треба да се спроведат? Па првенствено за секоја жртва да добие подршка каква што е потребна, треба и секој полициски службеник и секој вработен во Центарот за социјални работи и секој вработен во здравствените институции да има ист пристап фокусиран на потребите на жртвата. Добро. За тоа се потребни обуки на персоналот. Веќе се почнати и се одвиваат и системот има начини како тоа да се реализира, но потребно е повеќе. Следно што е потребно е капацитетите да се зголемат на услугите и трето се финансирањето на граѓанските организации кои што исто така даваат услуги. Начинот на финансирањето во моментот е преку добивање на лиценца и подпишување на управен договор со Министерството. Парите од буџетот се предвидени за тоа, но потребно е да се зголемат. Значи, тие неколку точки, исто така, тука можам и да продолжам во набројување на програма за сторители, програма за реинтеграција на жртвите, откако ќе излезе од насилната средина. Тие трауми што ги преживува. Така, да се овозможи вработување, да се овозможи домување. Многу е потребно локалната самоуправа да се вклучи во тоа на своите жители, да им овозможи. Има едни што се нарекуваат куќа на пол пат. Не знам дали сте слушнале. Шелтер центарот е за поддршка во акутна состојба кога жртвата се соочува со насилство, но потоа има потреба да и се даде поддршка да може да има да го преброди тоа. Така. И потоа кога ќе застане на свој нозет ќе биде продуктивен член на општеството. Што се случува со сторителите, со санкциите, со казната што ја добиваат луѓето кои што ќе извршат насилство? И Академијата на суди и обвинители и сите други чинители прават напори да судскиот систем се сензитивизира во разгледување на случаите кои што се пред нив за да ги судат, како да се земе во предвид целокупното минато искуство што жртвата го имала, а не да се суди само за инцидентот кој што се случил. И тоа е една од клучните работи кои што секоја чест на судиите и судијките кои што тоа го применуваат. И само на тој начин ќе може со построги санкции да се прати порака дека тоа е неприфатливо. Сега имаме и позитивни примери од праксата, но најчесто сторителите добиваат условна казна и постои една потреба од подобро поврзување на сите чинители во системот. Примерот на фемицидот во Велес тоа ни го покажа, дека имало постапки кон сторителот во повеќе судови, дека информациите не биле навреме споделувани и покрај сите пријавувања тој случај заврши трагично. Значи, многу е потребно мултисекторско постапување со институциите да бидат сите во тек на определен случај, докаде е, во која институција, за да може да се донесе правична пресуда и да жртвата да добие правда. Какви санкции, какви казни барате вие како организации? Што мислите дека ќе биде доволно? Нашите закони ги овозможуваат и најстрогите казни, од казна извршување затворска казна, така што верувам дека е тоа доволно и само треба подобра сензитизација на судството кое што во овие случаи би изрекувало и привремени мерки за отстранување на сторителот од домот,
Исто така има и проблем со исплатата на алиментација. Многу голем број од жртвите кои што се во бракоразводна постапка или веќе е таа брачна заедница завршена, или доцнат, или не ги добиваат воопшто средствата кои што судот ги определил, и тука има потреба од поголема мониторинг и едноставно да се реализираат тие судски одлуки. Која е улогата? Вие доаѓате од организација на која што е под Обединетите нации. Која е улогата на Обединетите нации во ова да не ја кажам улога? Така. Јас ја представувам Фондот за население на Обединетите нации, заедно со другите агенции на Обединетите нации. Ние работиме на поддршка и на институциите и на граѓанскиот сектор. Во најголема мера нашата поддршка е стручна експертиза и поддршка во однос на како да се градат политики кои што ќе имаат подобри резултати во однос на заштита на жртвите и за нивна реинтеграција во општеството, бидејќи како Обединетите нации ги носиме со себе знаењето, искуството и од другите земји и она што веруваме дека може да се прилагоди кон нашиот контекст и нашиот начин на делување. Секако работиме и на програми кои што се со поддршка и од други институции и од други меѓународни организации и амбасади. Во текот сме на спроведување на една подолгорочна програма со поддршка на британската амбасада за операционализација на законот за заштита на жени и баш работиме сега во зајакнување на едно национално координативно тело за следење на прогресот според Истанбулската конвенција, во кое што тело членуваат представници од сите министерства, граѓански организации и институции, бидејќи е потребно нивна координација за да можат политиките што секоја од тие организации ги носи да имаат резултати. Исто така работиме и на поддршка на државата за да воведе систем за интегрирано прибирање податоци. Бидејќи кога ќе прашате денес колку жртви има, колку сторители и како е трендот, Министерството за внатрешни работи има една статистика, центрите за социјална работа имаат друга, здравствените установи трета, судовите четврта, бидејќи тие имаат различни индикатори по кои што ги мерат. Дали е по кривично дело? Да. Горе-долу тие се бројките, но потребно е... Секој си има своја евиденција, нели? Така е. И нормално е тоа тие да водат евиденција од свој аспект, но потребно е и да се усогласат начините на кои што централизирано ќе се собираат податоците и ќе може да се следи една жртва што добила во тој процес, каков тип на поддршка, докаде е во процесот, да може многу полесно да се даде и да се насочи поддршката. Така што тоа е една од програмите на кои што работиме и има и редица други, но во зависност од потребите на државата. Агенциите на Обединетите нации се тука на покана на владата на Република Северна Македонија и одговараат на потребите на истата. Како една институција која што функционира на глобално ниво, Обединетите нации, колку можете да ги пресликате искуствата кои што ги добивате од други држави, да вметнеме тука во нашиот систем подобрување на состојбите? Верувам дека во значителна мера може, бидејќи предизвиците се многу слични. Насилник е ист, дали е од Македонија, Албанија, Србија, Америка или дури и сега кога зборуваме за онлайн насилството, тоа ги преминува државните граници. Насилникот може да биде било каде во светот, а да злоставува девојче или жена во онлайн простор. И има потреба и од не само размена на вакви искуства од другите земји, туку и поинтензивна соработка со другите земји, за да може проблемот кој што се јавува тука, се јавува и преку границата. Ние сме и онака во регионот држави кои што имаме слично минато и некако во известна мера се многу слични прашањата, но секако црпиме искуства и од другите
држави и глобално. И верувам дека тоа сме го досега преточиле во и законски предлози и практични примери на активности и мерки кои што државата ги превзема. Зачестени се сега дигиталното насилство, зачестено е во однос на физичкото на терен? Да, дигиталното и онлайн насилството помогнато со технологија е многу зачестено, но пријавите не се до толку, бидејќи и тука треба многу повеќе да се работи, за да може секоја една од нас која што ќе се соочи со насилство да знае каде да пријави, како да се однесува или првенствено како да се заштити. Во однос на бројките можам да споменам дека има зголемување на бројките на пријави на насилство веќе еден подолг период и тука може да се работи и за тоа дека има поголема освестеност. Затоа што едно истражување во 2018 година прикажа дека само 2% од жените кои што се соочиле со насилство пријавиле. А сега? А сега немаме најново истражување, се надеваме дека следната година ќе го имаме истото во истата методологија, но сега верувам дека бидејќи повеќе се зборува на темата и тука се заблагодарувам на вистина на вас како медиум кој што ја отворате темата, да има и поголем број и на пријави, бидејќи тоа самото ќе повлече и поголема свесност и поголема отчетност на институциите, по сериозни казни, за да може да реагира системот како што Која форма е најчеста, не ве прашав? Тешко е да се одговори, бидејќи најнепрепознаената всушност е таа која што е значи, психолошкото насилство, некоја уцена, некое вербално насилство или тие се како почнува спиралата и таа спирала понатаму прогресира во другите форми на насилство и често пати завршува и со физичко насилство и за жал и со фемицид. Сакам да ги информираме гледачите за следните ваши активности, интерактивни форум театарски представи кои ќе истражуваат темата за насилството во жените и девојчињата ќе се одржат во Велес, Штип, Струга, Битола, па еве деталите дајте ги вие. Да, благодарам. Овој настан што почна вчера, форум театарот преку кој што сакаме да се вклучат сите со кои што разговараме на оваа тема, особено младите, да можат да го најдат своето место во оваа состојба, дека треба да поддржат некого кој што се соочува со насилство или дека ако самите тие се соочуваат со насилство, треба да побараат помош. На 1 декември ќе биде во Велес, на 5 во Штип, на 9 во Струга и на 10 во Битола, во центрите на Европска Унија, каде што ќе бидат одржани овие интерактивни представи и се надеваме дека ќе учествуваат голем број на млади луѓе, бидејќи тука верувам дека лежи и иднината на промена на начинот на кој што во иднина ќе се однесуваме кон насилството или ќе се надеваме дека ќе биде се намалено и дека ќе го искорениме како појава. Колку граѓани ќе може да дојдат да присуствуваат, да гледаат? Тоа ќе зависи од самата нели локација, колку може да собере просторот и верувам дека деталите ќе можат и локално да ги најдат во овие самите општини каде што се случуваат. Да. И тоа е начинот да зборуваме на темата не само преку медиумите и во Скопје, да биде тоа нешто што е распространето во целата земја, бидејќи е уште попотребно и во помалите места и во руралните средини каде што секоја оваа информација треба да дојде и подеднакво да имаат жените од тие средини пристап кон услугите. Ке може да дојдат медиуми да пренесат пораката потоа? Секако, медиумите се многу значајни за да може да што поширок круг на луѓе да се запознае со темата и ќе можеме да споделиме повеќе информации со вас за дополнителните активности. За крај на овој разговор сакам да ја пренесете пораката вие кон гледачите, кон целото општество. Да.
Како што е слоганот на кампањата, промени ја приказната, сопри го насилството. Веруваме дека моќта е во секој еден од нас да реагира, да препознае, да даде поддршка, да пријави и институциите да се ги подобро извршуваат своите обврски, да има поголема поддршка на граѓанскиот сектор и секоја една жена и девојка да се чувствува безбедно. Јас ке ви се заблагодарам за вашето гостување сега и се надевам дека на крајот на ноември следната година ќе бидете повторно моја гостинка и ќе зборуваме за намален број на напади врз жените, врз девојчињата, за намален број на родово насилство, за отворање на центри за оние кои што им треба и така натака, се да се подобро состојбите. Ви благодарам многу и на поканата и на целокупната поддршка за кампањата.